3 соби за двајца. Вака и вака, му велам на маж ми, обидувајќи се да ги ослободам неговите очи заковани во весникот. И сакавме да најдеме начин како би можеле да повлијаеме на нивото на култура во Република Македонија. Во досегашното скоро 2-неделно пуштање во етерот имаме над 2400 корисници регистрирани и само позитивни работи имаме слушано до сега. Јас, Васко и Кико многу често сме разговарале за излегување од тој еден шаблон на тоа што подразбира еден актер и со што тој условно треба да се занимава во својата иднина. Така да ова го сметаме за излегување од тој шаблон и меѓу другото премногу не е драго тоа што огромен број на наши колеги од Факултетот за драмски уметности, дипломирани актери и професори ни пристапија и ни дадоа поддршка. Според падот на оценките во средните училишта, па и во основните, но пред се во средните, сватиме дека има голем интерес кај младите, меѓутоа не се тука само младите, него тука се и лицата со попречен вид, лицата со дислексија, така да огромен е распонот, да кажем, на слушатели кои што може да имаат потреба од ваква платформа. Многу малку од издавачите го имаат регулирано делот со аудио права во целиот сегмент на авторски права. Така да еве ние сме еден потик за да размислуваат во таа насока во иднина. Неголемата поддршка која што во моментов ни е потребна и би ни било од неголемо значење за понатамошен раст и развој, се разбира финансиската поддршка. Овој проект е поддржан од Министерството за култура во некои 20% од потребниот буџет за реализација. Во оваа фаза пристапуваме и кон други државни институции за да видиме какво е таму расположението и какви се реално нивните можности. Одва имаше 2 месеца. Тие 4 години искуство и километража со кои што се стекнуваш при проаѓањето на драмскиот факултет, те подготвуваат за работа со текст, со говорење, со говорни вежби, со начин на интерпретација. Во однос на заработката сме размислувале, во овој даден момент и во некоја блиска иднина не ја гледаме, меѓутоа тоа и не беше намерата од самиот почеток. Секогаш тргнавме со идејата дека може да смениме нешто. И затоа аудиокнигите ги гледаме како модел кој реално може да има свој придонес не само во формалниот образовен систем како таков, туку и во градење на културата и подобрување на општеството во иднина. Антоан де Сент-Екзюпери, Малиот принц. Најважната детска поука за возрасни. Само со срцето можеме да гледаме правилно, зашто тоа што е најважно е невидливо за очите.